Во првиот квартал од годината, територијалната противпожарна единица од Крива Паланка интервенирала на неколку пати на територијата на општината. На објекти треба и една техничка интервенција при тешка сообраќајна несреќа, која се случи деновиве, информираше командирот Иле Коцевски. Колку интервенции во првиот квартал од годината, на колку интервенции учествувала територијалната противпожарна единица Крива Паланка? Значи, до сега територијалната противпожарна единица квартално, значи со 31.3. имаме 15 интервенции, од кои повеќето интервенции имаме само на отворен простор, имаме некаде околу 6 интервенции, додека останатите имаме едно на патничко моторно возило, една интервенција и останатите се на објекти. Да, материјалната штета тука некаде... Материјалната, значи, ние ги класифицираме као пожари и интервенции, односно, согласно нашата законска регулатива, оние пожари кои што имат материјална штета поголема од 12.000 денара, односно 200 евра во противвредност, се класифицираат како пожари со материјална штета, додека овие со под 12.000 се класифицирани како пожари со помала материјална штета. Во тој случај ние имаме некаде околу 6 интервенции со поголема материјална штета, значи со материјална штета над 12.000 денара, додека останатите интервенции се со помала, односно незначителна материјална штета. Кој период е покритичен според вас пожарникарите? Дали летниот или зимскиот период? Зимскиот период со оглед на оџаците, а додека летниот период па високите температури? Според досегашното искуство кое што го имам, нема некое правило. Еве, например, ако земеме минатата година, во месец март имавме некаде околу 28 интервенции, 22 интервенции, во април некаде околу 15. Додека тоа беа поради и временските услови, повеќето интервенции беа на отворен простор. Меѓутоа, секој период, секој годишно време од годината си го зема својот данок. Додека, ако кажеме, например, летниот период, каде што се застапени повеќе пожарите на отворен простор, материјалната штета и не е толку голема. У однос на екосистемот е доста голема и во некои одредени случаи многу тешко се надокнадува, треба многу да помине време, временска разлика во години, за да тоа се обнови, да се врати во оној сјај како што е било претходно. Меѓутоа, додека пак ако земеме во зимскиот период кога имаме пожари на стамбените објекти каде што луѓето цел живот штеделе и на крајот едно мало невнимание кое што дошло ете и случајно не е приметен навреме пожарот, не е пријавен кај нас, материјалните штети знаат да бидат многу поголеми и покатастрофални. Инаку двајца пожарникари од Крива Паланка на 19 идниот месец ќе земат учество во екипата од североисточниот регион во надпревар за спасување на луѓе од хаварисани возила. Одржувањето на настани од овој вид е од големо значење не само за единицата за противпожарна заштита, кои на ваков начин ја одржуваат својата физичка кондиција и тактичка подготвеност, туку и за граѓаните на општината кои преку вакви и слични вежби стегнуваат голема доверба во единиците задолжени за справување со кризни ситуации на територијата на нашата општина и пошироко.